Ова е 52-то издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот се серијал подкасти за женско предприемништво, кој се оддел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Нашата денешна гостинка ни доаѓа од текстилната индустрија и заедно со својата сестра го продолжува семејниот бизнис. Во денешното издание на Тајната на успехот вие представуваме Љупка Миладинова-Џамбазовски, собственик и раководител на компанијата Албатрос. Љупка, добро дојдовте во Тајната на успехот. Ви благодарам многу на поканата, чест ми е. Израснавте со двајца родители, предприемачи, кои семејниот бизнис го издигнаа на него на успешна компанија. Дали тоа значеше предопреденост, а вие да продолжите по тој пат, или сепак и други услови влијаја на изборот на вашата кариера? Па мислам дека е интересно дека никогаш не сум била водена да се ориентирам кон на кариера во нашиот семејен бизнис. Меѓутоа, растејќи со двајца родители предприемачи, кои што создале две успешни компании од сам почеток и ги растеле, а истовремено заработиле голема почит во околината, создале навистина убаво семејство. Така да мислам дека со текот на годините, после моето образование, некако и јас добив желба да се вклучам во целата таа приказна. Ми беше убаво да работам и во развивање на нашиот бизнис и да го продолжам наследството на веројатно има некои иновативни решенија произлегува од вас. Исто, да споменеме дека заедно со вашата сестра го водите овој бизнис. Сигурно некои новини го ведовте во работата на компанијата Албатрос. Да, па секако тоа беше многу неизбежно, затоа што текстилната индустрија е многу променета и тоа што било основано пред 25 години, за среќа трпи големи промени во однос на технологија, иновации, во однос на додадена вредност на нашите производи со цел да бидеме поатрактивни на пазарите каде што се пласираме. Албатрос е успешна и извозно ориентирана компанија. Меѓутоа, еве споменавте дека се менуваат условите за стопанисување. Со кои предизвици за овој период, за кој вие се сеќавате, односно историјата на самата компанија, со кои предизвици се соочувала во овој период? Па искрено нормално, значи сите услови во кои што работиме влијаат на нашата организација, меѓутоа многу е битно се каже дека ние работиме на европски пазар со кој што ние како земја имаме доста добра разработена комуникација и од аспект на блискост на земјите и од логистички аспект кој што е многу битен во нашата дејност. Така да геополитичките услови влијаат многу индиректно врз основа на тоа што ние еве сега да речеме преку економските услови, поскапувањата секако се одразуваат на работата. Меѓутоа од аспект на пазарна позиција не влијае воопшто, затоа што ние веќе имаме воспоставени односи со пазарите во Европа и во денешно време, особено последните 5-6 години, има толку многу нови можности за истражување на нови пазари, добивање на нови купувачи, така да мислам дека действуваме во еден посебен одвоен систем од геополитички аспект. Да, а што е со условите кај нас? Што е она, вашето искуство дозволува да анализирате состојбите во нашата држава? Што е тоа што државата би требало да направи за подобрување условите за работењето и за компании од текстилната индустрија, па и за другите компании? Па можам да кажам дека има многу работи кои што самите бизниси и самите индустријски гранки може да превземат за да се сменат некои нешта во државата. Значи многу е битна активноста на компаниите и на предприемачите во асоциации, во било какви издружувања во стопанските комори, да го дадат својот глас, да кажат идеја, да побараат промена. Значи ние морам да забележам дека од бизнис
секторот во Македонија, затоа што навистина голем, не сме толку активни во тој аспект. Мислам дека ние компаниите, особено поголемите, меѓутоа и сите други помали, може да придонесат да се променат работите. Значи, променувајќи ги нашите услови, после тоа барајки од државата, од општините, помош како да ги подобриме нашите услови. Сето тоа мислам дека може да води кон многу подобрување на условите за работа. Женското предприемништво кај нас секоја година или со годините се подобрува позицијата. Ева вашата компанија начело сте вие и заедно со вашата сестра. Исто така текстилната индустрија е гранка каде што обработува најмногу женски кадар. Меѓутоа, колку женските организации, посебно во делот на бизнисот, помагаат за развој на женското предприемништво? Па искрено мислам дека помагаат многу. Во Македонија има многу добро развиена бизнис мрежа на компании и на жени предприемачи. Има многу организации за поддршка. Ние, јас лично сум вклучена во повеќе кои што действуваат од различен аспект и мислам дека пред се вмрежувањето е еден од најбитните фактори за да се има успех во бизнисот. Веројатно националната платформа за женско предприемништво може да го понуди тоа барем од искуствата и на другите жени предприемачи што поминале низ овој кастинг. Националната платформа за женско предприемништво може да понуди многу информации, особено како да го развиваме бизнисот, како да го финансираме пред се, затоа што ни еден бизнис не може да го почнеме без сега има толку многу извори на финансирање што е жално да не се има информација околу тоа. Така да ги поздравувам сите активности што ги прават и морам да насочам пред се кога се сретнувате со жени предприемачи, секогаш доаѓа на прво место таа емпатија, таа можност некој да ви помогне, да ви даде совет кој што многу е корисен или понатаму. Наместо само и да го барате по различни извори или да дојдете до вистинскиот извор. Рековме дека оваа гранка каде што доминираат жени и како раководители, еве вие или како овако, меѓутоа, дали некојаш во своето работење досега сте наишле на одредени стереотипи, дискриминација во однос на деловните партнери, на клиентите, затоа што сте жена или тоа е некоја предност? Искрено, не сум забележала некоја дискриминација да сум се соочила со таква ситуација во моето искуство. Да се работи во семејна компанија, тоа значи 24 часа да бидеш присутна и со сите случувања таму. Исто така да си раководител на таа компанија значи уште поголема одговорност. Како се релаксирате? Кој ви е најголема поддршка во моменти кога сте презаситени или некогаш едноставно треба мозокот да се одмори или некој да ве поддржи во работата? Така е, навистина треба самиот бизнис и самата големина на компанијата бара многу енергија, бара многу мислење, понекогаш за жал тоа се случува доцна навечер, не беше рано на сабајле. Меѓутоа, нели, кога работиме тоа што го сакаме, така да тоа не ни предизвикува стрес во смисла на преоптоварување, туку ни предизвикува некој пријатен стрес да сакаме да го доживуваме тоа. Меѓутоа, кај мене лично случај дека јас стварно имам многу поддршка, секако и од семејството каде што сум пораснала и сега моментално семејството кој што го градам. Значи, многу е битно доколку се одлучите да бидете предприемач, да имате поддршка во таа насока. Треба да се расте нешто заеднички. Во секоја смисла сакам да се посветувам многу и на моите деца, така да се онаш кој што го правам со нив во текот на секојдневието тоа ми е релаксација. И нормално, дружби, прошетки, патувања, тоа секогаш... Дали вашиот сопруг е присутен во компанијата? Не е присутен во компанијата, тоа исто така е работи, мислам, во сосема друга дејност. Ги делиме обврските и мислам дека тоа е единствен предуслов да може да се напредува, во исто време да бидеме и среќни, нели? Затоа што сепак се треба да се живее и животот, но треба да се создава и кариера и да се семејство и
доволна енергија сето тоа да го направите? Па да, имам енергија, енергијата е црпам од тоа што имам навистина помош. И од друга страна, нели, кога другите се радуваат на заедничките успеси, и тоа е веќе тоа е она кој што ни исполнува. Кои се плановите за наредниот период? Па ние веќе имаме отпочнато со, да кажам, ако до сега компанијата еволуирала во овие повеќе од 2 децении, значи сега навистина во целата индустрија се случува револуција. Морам да потенцирам дека еве сега во текстилната индустрија, општо во модната индустрија се случува едно големо освестување како треба да се произведуваат производите, какви треба да бидат условите, како треба да се однесуваме како потрошувач, значи на што треба да внимаваме, така да ова потекнува во светот, потекнува од Европа, тука се раѓа, и така да ние сме вклучени во една голема промена. Јас искрено мислам дека со создавање на поинакви производи кои што се одржливи, со создавање на многу по-комплетни производи во смисла на производи со додадена вредност, подобри услуги за нашите купувачи. Нашата дејност, особено во Источна Европа, има голема можност за просперитет. И тоа во услови кога во нашата држава најчеста форма на производство било лон производството, а вие изградивте компанија која што извозно ориентирана со производи кои што веќе представуваат тренд. Да. Мора да се работи на производи кои што се целосни, мора да се сменат тактиките на производство, значи да се работи на повеќе комплетност. Ние во Македонија сме многу обучени во однос на текстилната индустрија. Многу сме научиле во последните 3 децении од кога сме почнале да работиме тоа лон производство. Било на почетокот и се уште трае, и тоа е во ред, меѓутоа нели сега е тоа не е класично лон производство, тука има многу додадени вредности во кои што ние вложуваме, и за нашите купувачи тоа е многу интересно, затоа што ние сепак ги знаеме истите вештини кои што ги имаат тие, меѓутоа имаме луѓе кои што можеме да ги обучиме се уште, кои што можат да им го дадат тоа на располагање, а сепак ги чини помалку отколку во нивните земји. Што би порачале на младите девојки, на жените кои сакат да започнат свој бизнис, а се доумно да го сторат? Па би им порачала да направат прво многу длабока анализа како ќе го започнат бизнисот. Сега сме, нели, економските услови се такви што навистина треба да се размислува. Меѓутоа сега има и многу подобри услови во однос на финансирање и на нели тие можности за стартап компании и така натаму. Да сватат дека треба да се вложи многу енергија, меѓутоа резултатите навистина даваат големо задоволство. Така да секако да ги истражат сите можности за добивање што е можно повеќе информации, да зборуваат многу со луѓе кои што работат во бизнис секторот, за да се охрабрат, затоа што од тука исто така ја црпиме поддршката и освежувањето понекогаш. Не е само доволно дома да ни кажат да, ти можеш. И пред се, најбитно се е да вложуваат во своите вештини, во своите компетенции, што и да се случи со еден бизнис, дали ќе порасне, дали ќе се сменат условите во кои што делуваме, значи нашите вештини во кои што вложуваме никој не може да ни ги одземе. Така да, она кое што го стекнуваме како личности, понатаму можеме да го користиме и во други цели. Веројатно треба и храброст, и истреност. Секако. Да. И јас ви благодарам за разговорот. Ви посакувам во наредниот период уште поголеми успеси и во некоја следна прилика повторно да поразговараме и да ги разгледаме тие успеси што би ги постигнали. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас, навистина ми беше задоволство.